Божи благослов, браќи и сестри. Можеме да го почнеме нашето богослужение со тивка молитва, можеме да станеме. На почетокот ќе го прославиме Бога со песна на Бога слава нека е. Бога слава нека е, нек секој народ разбере. Единствен е тој, наш Спасител и Бог, наш Татко небесен. Навистина е прекрасен, со добрина не води нас. Каде и да сме, не чува секаде, наш Бог е прославен. Слава Тебе, Боже, слава, зашто Ти не сакаш нас да секогаш. На Бога слава нека е, нек секој народ разбере. Единствен е тој, наш Спасител и Бог, наш Татко небесен. За мудрост Твоја фала Ти, за милост биди славен Ти. Живот даде сам, за јас да живеам, да вечно постојам. На животот му дава сјај, на сето зло ќе дојде крај. Ќе не вратиш Ти во дом кај што си Ти, со Тебе спасени. Слава Тебе, Боже, фала, зашто Ти не сакаш нас за секогаш. На Бога слава нека е, нек секој народ разбере. Единствен е тој, наш Спасител и Бог, наш Татко небесен. Единствен е тој, наш Спасител и Бог, наш Татко небесен. А сега во молитва ќе наповеде Камелија. Святи Господи, благодарим Ти, че в този ден сме събрани в Твое име. Моля Те, Ти да докоснеш всяко едно сърце, което е тук, и тези, които не са могли да дойдат, моля Те, Ти ги благослови и излей духа си над тях. Присъствай тук сред нас с Твоите святи ангели и Те моля да чуем Твоите думи, Твоя глас и да можем да живеем според Твоята воля. Моля Те, остани с нас и благослови специално тези, които ще сключат завет с Теб. Моля Те да им подариш Твоята сила и Твоя небесен мир. В името на Исус Те моля и Ти благодаря. Амин. Амин.
Божи благослов, браќи и сестри, од мене. Се чувствувам среќна и благословена што можам да бидам дел од ова богослужение. Секоја сабота имаме многу причини да го прославуваме Бог. Меѓутоа денес овде ние имаме две посебни причини за кои би го прославувале Бог. Едната причина е крштевање. Две млади личности ќе ги предадат своите животи на Божјата страна, ќе застанат под Божјото знаме и ќе ја војуваат борбата на јагнето. Две личности ќе склучат завет со оној кој што не создал и свесно ќе ја изберат Божјата страна. Друга причина за која што ќе го славиме Бог оваа сабота е проектот Подај рака. Веќе неколку години поред гледам како Бог го благословува овој проект и како ги менува животите на оние луѓе кои што учествуваат во овој проект. Овој проект е вистинска можност за секој еден кој што сака да му служи на Бог. Оваа измината седмица беше навистина преблагословена за нас. Тука сме од цела Македонија. Имаме гости од Бугарија, Србија и Романија, со кои што во измината седмица се поминавме навистина преблагословено. Но да не должиме многу, ги најавуваме Саше, Сара, Тони, Раде и Игор да ни испрезентираат што се случуваше оваа седмица. Повелете. Божи благослов, браќи и сестри. Како некој што овде неколку години, можеби 6 веќе на Подај рака, секоја Подај рака убава за себе, оваа беше нешто посебно за мене, затоа што можеби најмногу се издвојуваше здружењето што го имаа младите луѓе овде. Онака благословено во мир и се чувствуваше тој Божји дух како присуствува. Меѓутоа тоа се случуваше и на самите активности, тогаш беше особено изразено, додека беа активностите. Јас сум овде да ја презентирам активноста која што беше литературен евангелизам или популарно познато помеѓу нас како колпортажа. Интересно, оваа година се вклучија можеби најбројните учесници што беа во оваа активност беа најмладите. Тоа беше изненадување за мене, затоа што обично младите како некои што немаат искуство со луѓе избегнуваат таква нека активност и оставаат за повозрастните. Меѓутоа оваа година некој беше обратно. Низ неколку слики ќе покажам како тоа се одвиваше овие денови во Кавадарци. Меѓутоа претходно би сакал да прочитам неколку библиски стихови за да ја сватиме поентата или важноста на проповедањето на евангелието на еден ваков непосреден начин преку литература. Во Римјаните 10 глава 9 стих па натаму вели вака: Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Колку убаво ветување. Ако со својата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение. Зашто писмото вели: секој кој верува во него нема да се засрами. Но нема разлика меѓу јудеец и грк, зашто еден и ист е Господ на сите, Богат за сите кои го повикуваат. Зашто секој кој ќе го повика Господовото име ќе се спаси. Колку убаво ветување. Секој на оваа планета кој ќе го повика Господовото име ќе се спаси. Прашањето кое што се поставува: но како ќе го повикаат оној во кого не поверувале? А како ќе поверуваат во оној за кого не чуле? А како ќе чуат без проповедник? И како ќе проповедаат ако не се испратени како што е напишано? Колку се прекрасни нозете на оние што проповедаат мир, кои го навестуваат доброто. Се надевам дека ја добивате сликата колку е важно секој начин на проповедање што ние го реализираме, меѓутоа овој можеби најнепосреден начин преку книги и директно сведочење е еден од начините кои што никош не смее да биде занемарен. Знаете, браќи и сестри, јас сум прв од оние кои што бараат нови методи во проповедање на евангелието. Меѓутоа, барањето на нови методи не смее да значи дека старите методи треба да бидат запоставени. Колпортажата е се уште актуелна, колпортажата е се уште една многу важна активност која што ние не смееме да занемариме. И тоа токму се покажа оваа недела. Јас сум среќен што некои од децата кои што учествуваа се охрабрија тоа да го прават и кога ќе се вратат во своите градови. Не знам колку сте запознати, минатата година учествуваа многу повеќе деца во колпортажа и некои од нив одлучија да одат во Охрид во тие колпортерски акции.
и како резултат на тоа да продаваат книги во Охрид. Овде можете да видите дека имаше два вида на колпортажа, еден на штанд, односно два штандови и на одење. Знаете, се има позитивна и негативна страна. Мислам, сакам да кажам поедноставно или потешко, меѓутоа и двете тие се добри. Тоа што е важно е дека не е само самиот чин на продавање на книги, затоа што знаме дека книгата кога еднаш ќе стаса дома е како една вид на темпирана бомба која е само прашање кога човекот ќе отвори и ќе почне да чита и ќе дознае за Исус Христос од незе. Но она што е важно е како што излегувавме на улица, имаше луѓе кои што ни приоѓаа, имавме прилика да сведочиме. Овде во Каварци има голем потенцијал за евангелието да се шири и се надевам дека младите кои што учествуваат во нови акции, за некои од нив беше прв пат, како што кажа, дека тоа ќе продолжат да го прават и во нивните градови, и во нивните места и ќе бидеме тие кои што ќе ги слушаме нивните искуства. Нека Бог ги благослови сите наредни активности поврзано со литературен евангелизам, не само на подарака, туку и останатите во нашата земја. Амин. Добро утро и од мене. Јас не бев организатор на креативната работилница, туку и собраќам како еден од учесниците. Мое беше кога излеговме на терен да ги водам децата, затоа излегов да ви раскажувам. Првиот ден, децата, како што ќе може да видите на сликите, има книги кои ги делеа бесплатно и ги запакува од страните, им става некои букмаркери на кои што напишавме убава порака, стихот, пословици, ставевме наши адреси да може да не најдат. И тоа беше се спремено, некој голем дел, едно 150 книги ги поделивме, а 50 оставивме за концертот. И ако може да видите на една малечка слика, купивме и малечки бонжитки, ги скршивме, ги запакувавме, напишавме споделите со тој до вас и сите деца учествува на некој начин, дали сецка, дали врзува, дали секој си имаше некоја своја работа, зависно од тоа колку може, затоа што обично ова е најинтересно за малечките. Ама тука мислам дека и некои повозрасни се најдоа. И кога излеговме на терен, имавме исто и малечки деца кои што работеа и повозрасни кои што објаснува, исто дававме и покани за концертот за да ги повикаме. И како што гледате тука во бои малечки стихчиња кои што спремивме за концертот, кои што се уште ги немаме дадено, со мали стихови за сите кои што ќе бидат присутни. И како што може да видите, малечки деца исто ни помагаа во делењето, затоа што некако срцето на граѓаните го омекнуваат кога доаѓаат. Толку ете на кратко од мене за креативната рубрика. Бог не повикува да се собираме во Божите домови да го славиме. Но исто така ние го славиме, тоа го правиме во саботите, го правиме на разните младински собирања, на молитвените часови, но исто така Бог не повикува и да излеземе таму надвор. Таму надвор каде што многу луѓе се жедни и гладни за Бога, кои што не го знаат. Да се најдеме секаде онаму каде што е потребно да помогнеме некого, да бидеме поддршка на луѓе кои што се борат со различни предизвици и проблеми. Такво нешто е и хуманитарната работа. Значи нешто што можеме да дадеме и дел од себе, но и дел од многу други кои што сакат да помогнат на луѓето кои што се во потреба. Во тој правец, во склоп на самиот проект беше и хуманитарната активност, која што ја реализираме 5 или 6 години поред во склоп на овој проект. Младите кои што беа присутни на Подај рака во различни групи беа присутни и на оваа хуманитарна активност. Ни слики ќе видиме се она што се случуваше во изминатите денови, каде што навистина дадоа свој допринос за да може да се помогне на луѓето. Припремите беа да се собере таа хуманитарна помош, да се донесе во Кавадарци. Тоа го направивме уште пред самиот почеток на проектот, но со почетокот на проектот веќе се посетуваа семејства. Вкупно посетивме 46 семејства во Кавадарци и околината. Се подели хуманитарна помош од 470 килограми храна,
105 кг хигиенски средства, 178 кг облека, но и многу други работи што се потребни за домакинствата. Ова се фотографии од сето на што се случуваше во средата. Ова е веќе четвртокот. Се посетија многу мала низ Кавадарци и околината. И навистина можам да кажам дека младите дадоа свој голем допринос. Значи, дадоа повеќе од тоа што се очекува. Затоа што основното е да бидеме христијани, практични христијани, христијани на дело. Затоа што на таков начин навистина покажуваме какви сме и луѓето не гледаат и навистина знаат дека она што го зборуваме навистина и на дело го покажуваме. Освен овие активности имавме и малце, јас ги нареков порелаксирани активности, каде што можеа во склопот на самите активности младите да се дружат, да пеат заедно. Еве гледаме некој кој што работи, некој кој што одмара. Но треба да се одмара, нели? Не може цело време да се работи. Навистина има убаво дружење. И мојата порака е да ќе го повторам пак истото, значи да бидеме христијани кои што сме христијани на дело, практични христијани. Вистината е кај нас, ја знаеме теоријата, но да ја покажеме во пракса. Амин. Ве поздравувам, браќи и сестри, и посакувам пријатно да се чувствувате во Божјиот дом. Што викаат сестрите и браќата од Бугарија, скъпи браќа и сестри. Навистина сме скапи во Божјите очи. Тука сум да ви представам една нова рубрика, реновирање на домови. До сега не била. Веќе подолго време Бог ми става на срце желба да даровите кои што ми ги дал, ги употребам за благослов на ближните и за прослава на Неговото свето име. Благодарност на Подај рака, каде што иницијална капсула или они ни помогна овој пат прв пат тука тоа да го направиме. Не поддржаа со 14.000 денари да можеме да во овој период донесеме на некој начин подобрување на животот во некои семејства каде што навистина тешко се живее. Ова е екипата која што учествуваше оваа недела. Имаше и други, меѓутоа овие се последните каде што беа, каде што учествувавме во реновирање на домови. Какво беше ќе видите на крај? Се започна со припрема. Уште во Скопје се спремивме со материјали, со се што треба. Бевме претходно ги извидовме местата каде што треба да се делува. И полека се спремивме со волонтерите од Скопје за да дојдеме тука и да учествуваме во Подај рака. Беше интересно и патувањето. Полека стигнавме до Кавадарци, каде што уште од само утро, пред да почнеме со активностите, пошто имаме само 3 часа, а тоа е премногу мало време, за да ние во тие 3 часа, вкупно 3 дена по 3 часа, 9 часа направиме многу за 3 семејства, одбравме 3 семејства. Едното од семејствата е ова каде што со Горан ги носиме, значи 2 семејства се беле, а едно се реновираше домот. Ова е второто семејство, каде што волонтерите од како веќе се спремивме, отидовме да им го средиме домот. Тој се вика Илија, каде што не е белено повеќе од 25 години и во едното и во другото место. Така да за волонтерите беше предизвик. Однесовме и тепик. Да. Ми посочуваат погласно маце, веројатно вие треба поблиску. Еве екипата каде што беше на второто место. Ова е домот, тука близко до полицијата, каде што живеа стварно во тешки услови. Тука повеќе од 30 години не беше средувано. Вака изгледаше каде што го најдовме и го затекнавме местото. Однесовме тоа што беше за фрлање, каде што они ни одобрија, ставивме други уреди. Младите работеа напорно.
го средувавме местото, се фрлија тие скапани работи што не вредат веќе. Тука би ја повикал ја Камелија, она, уствари пред се би кажал нешто. Само оваа слика, ја гледате ова лево со сликите, ова. Кога отидовме тамо да средуваме, сите беа вклучени, меѓутоа и Камелија. Беше многу интересно што ние од машка гледна точка велиме дека е добро, креветите беа на средина ставени покриени со најлони и велам добре, а Камелија вика не е добро, од машка гледна точка добро е, меѓутоа од женска не. И она зема дословно све, избриша, дотера како што треба, дури сликите почнавме да ги закачуваме, она вика не ги закачувате, треба да се избришат, полека ги среди скроз до крај и бабата на крај беше, домакините беа презадоволни од незината работа, па еве, она вика ова работа е за Бога и не може тоа така да помине, мора детално да се, а ние немаме време толку 3 часа, меѓутоа она, еве ќе каже од своја гледна точка како тоа го доживеа. Ами аз искам да кажа, че съм много насърчена от това и много се радвам. За втора година съм на Подай ръка и благодаря на Бог и много се радвам за това нещо, защото миналата година го нямаше. Защото всъщност Бог е казал, по това ще познаят всички ученици, по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. А всъщност любовта можем да я изявим на дело. И всъщност това е, което Исус правеше. Първо физически лекуваше хората и всъщност ние сме призовани това, което можем да правим за тях, да го правим. И аз с голяма радост всъщност го правех, защото имаше много неща наистина, които трябваше да се направят, но след това беше много... Може да видите последната снимка. Да, всъщност това е вече почистено и направено. То винаги може още, но това е, което успяхме да направим с Божията помощ. И също успяхме да се помолим, нещо, което е много важно. Жената имаше някои неща, които беше споделила. Успяхме да говорим също за Бог и накрая завършихме с молитва. За мен този ден беше пълен ден и много насърчителен. И искам да завърша с един стих от Исаия 60 глава, 1 стих. Бог казва: стани, свети, защото светлината дойде за теб и славата Господня те осия. Ние всички там, където Бог ни е поставил, можем да правим нещо за хората и с Неговата сила можем, и това е моето насърчение, каквото можем да правим за хората. Това е на първо място, според мен. И последно нещо завършвам. Искам да поканя тези, които ще имат възможност от 25 август до 1 септември в България, в Велинград, ще имаме Младост. А Младост е младежка доброволческа служба. Тоест ще се помага на 6 социално слаби семейства, както това, което ние направихме за една седмица, така че всеки, който иска, да се чувства поканен. Благодариме на Камелија, уште малце имаме да ви презентираме. Ова во колата они немаат струја веќе подолго време, значи живеат без струја, со свеки, па не знам ние колку, сигурно долго период. И не беа перени кебињата и ствараше некој мирис и решивме ние да ги переме ручно. Ќе дојдеме тука, ќе ги переме, ќе купиме прашак и сите тие работи, меѓутоа времето малце се заоштри и ни беше и време немавме кога тоа ние сето да го испериме. Па одлучивме да побараме во градот кој може да ни помогне, каде има јавна перална. Па најдовме перална, каде што се вика Алма, и отидовме тамо и они не гледаат сумејците поде рака и ние им велиме дека помагаме на социјално загрозени семејства и дека треба да се испере. Работената од први не знаеше што да ни каже, пошто не е вработена, меѓутоа вика ајде ќе се јавам јас до кај газдата. Чим се јави кај газдата одма вика земи ги сите ќе ги испереме ние. Така да добивме бесплатно перење за нив.
па во вредност од 2000 денари, некаде и повеќе беше. Ова е домот што го реновиравме. Вака изгледаше кога го затекнавме. Ова е семејство самохрана мајка со 5 деца, каде што последен пат има влезено змија во таа една соба унутра, има влезено змија и она беше многу исплашена. И решивме тој дом да го санираме. Дојдовме со екипата, еве вака изгледа внатре, тоа е се што имаат и 5 дечиња ќе ги видите на крај. Многу се мислевме како тоа ќе се изведе, затоа што ова се стари градби каде што тука од згора има греди каде што сето тоа тешко може да падне, знаете, не е сигурно. Меѓутоа, додека јас се свртив, Хавран и Николче, сето тоа го отстранија и јас бев многу охрабрен и оснажен. Едноставно сам да прави се е тешко, меѓутоа полетав тука. За секунда се ставија прозорите и веќе тука брат Славчо почна со местење на фасада. Тука е брат Мики, што неуморно работеше на Симс, на се што треба. Еве некои слики вака. Тука кога дојдовме веќе фали олу горе. И си велиме сега ова е добро санирано, меѓутоа водата за една година ќе уништи се. А средствата се потрошија и не само што се потрошија, него се дуплира од дозволените. И сега велиме како, Хавран вика ја ќе дам пола. Ја викам дај по пола, викам ајде ќе видиме. И утрата ден отидовме да побараме олук го најдовме по информации Метал Апостолов се вика фирмата каде што изработува такви работи. Кога отидовме тамо, не пречека човек и не гледа сумејците и вика вие сте од Поде Рака, викам да, тоа го правиме за социјално загрозени семејства. Добро вика и одма брзо не услужи, ја прекина работата, ни даде се што треба. Мики додека го носеше на кола да го стави олукот, ја чекам да платам, вика не треба да платите, тоа е од нас. Тоа е првата донација и охрабрувачки со Мики се гледаме и продолжуваме понатака. Слава на Бога, точно. Од тука продолжуваме, ние одиме, летаме, да кажеме, охрабрени, затоа што таква беше ситуацијата. Стигнуваме воемно, сакавме да им направиме доле пракче убаво од плочки, за да не биде тоа пола квадрат плочки, не се некои пари, а за нив многу значи. Отидовме во Емнон, кога отидовме тамо, не дочека човеков, каде што вели, не барајте друго за плочки, нема проблем. Уместо пола квадрат, еве квадрати повеќе. Така да и тој без пари. Второ место. Трето место сака да останат анонимни, ни дадоа хоризонталите што треба да ги спуштиме од олукот исто без пари. Вели да се јавам кај газдата, не вика што ќе се јавам, тоа од мене ќе го дадам. И тоа го добивме без пари, значи за 1 саат сме добиле 5 донации. Потоа од тука отидовме во Гала. Гала склад има тони бензиска. Тука неколку пати купувавме ние ствари, меѓутоа веќе фондот отиде, повеќе велам од дозволеното и кога стигнавме тука вели ние не можеме, ајде до директорката обратете се. Отидов со овие двајца прекрасни момци кои што се ентузијасти, тоа е газдарицата на Гала. Она беше спремна да даде материјал за цела куќа, не само 5 вреки, него 50 вреки и се што треба им дозволи, меѓутоа ние земавме толку колку што ни треба за следна година ако Бог даде, сигурно ќе биде срдачно повторно да даде. Ни даде материјали се што ни дофалува да ја средиме. Товаравме. Се вративме на објектот каде што работеа во завршна фаза Абриб. Додека се свртиме лево десно, веќе Николче и Мики го монтираа олукот. Тука е Славче кој што беше задужен за фасадата, он си ја тераше својата работа. Помагаат доста волонтери. На крај некако ова изгледа вака. Не знам колку може да видите. Дошла веста и до градоначалникот на Кавадарци, он ќе оди тамо да го погледне објектот. Па добивме идеја да направиме хуманитарна организација Поде Рака, христијанско-адвентистичка црква, да стои на вратата, да биде он подобро запознаен. Ја залепивме на вратата,
да биде као проектот Поде рака. Ова е објектот што беше пред тоа, а ова е објектот каде што го добија сега. Ова и ова. Ова се тие 5 деца кои што живеат натре. Самохраната мајка се вика Сабина. И на крајот ни испратија со поздрав. Фала на Бога за се надеваме ќе продолжиме и понатака во Скопје и секаде кај што треба. Амен. После овој детален извештај на Игор не е лесно се стои на ово место, дефинитивно. 4 активности беа презентирани у пола сат, а јас треба 5 минути. Она што би сакал да спомнам дека ова е 7 поред јубилејна Поде рака, и како важна за сите нас, во која покрај млади од Македонија за прв пат присуствува млади од Романија, од Бугарија веќе неколку години доаѓаат, беа и ова година и млади од Србија. Навистина благословено време поминавме сите заедно и денес што ќе биде моментот на наскоро на крштевањето на Бојан и на Аце. Тоа е само еден процес на созревање на растење на нашите млади. 5 работилници беа одржани во текот на овие денови. Исхраната и здравјето од страна на Маја Велковска. Она зборуваше колку е важна исхраната, што треба да јадеме, што не. И после таа работилница не беше едноставно да се појде надвор да се купи нешто да се јаде, него буквално треба да се пазат тие принципи кои што верувам дека повеќето и ги знаеме. Маја на еден професионален начин, бидејќи он е нутриционист, го објасни тоа со практични совети што можеме ние во нашето секојдневие да користиме. Втората работилница беше подготовка за врски, подготовка за брак со сестра Весна Станковска. Јас имав можност да учествувам еднаш на таа работилница, да присуствувам преку разни дискусии, прашања и конструктивни совети од страна на сестра Весна и прашања од страна на младите. Помина одлична работилница, бидејќи еден од важните моменти е една од важните одлуки е бирањето на брачниот другар. И ние многу време треба да поминеме во тоа, многу повеќе нема некои други активности. Добро презентирана и добро прифатена од страна на младите. Добро прифатена од страна на младите, добиваме пример дека треба погласно зборуваме. Фала. Третата работилница беше превенција за излез од депресија од страна на Владо, презентирана и сестра Маја. Владо зборуваше за важноста кога некој ќе западне во депресија, дека сме ние во депресија, него кога некој запаѓа во депресија, како ние да му помогнеме да излезе од таа состојба. Депресија е најсовремена болест во денешно време, 21 век, и многу е важно да се препознаат самите симптоми и да се помогне на луѓето што се наоѓаат во депресија. Од психолошки и духовна страна зборуваше Владо, од страна на здравствениот момент, односно како храната може да ни помогне во решавање на тој проблем, зборуваше Маја Велковска. Работилница за комуникацијски вештини ја одржа брат Тони Станковски и интервју преку користење на техники и добри пракси за подобрување на комуникацијските вештини кај младите, се со цел да се здобијат со поголемо знаење и искуство во делот на презентирање на тематски содржини, за да им помогнат во процесот на вработување и сведочење на пријателите на своите ближни. Многу важен момент како да се настапи од професионална страна, како да го презентирате тоа што го знаете, да пристапите кон луѓето, а од друга страна можност за идно вработување и припрема за истото. Да се биде професионален е денес број 1, не е битно која диплома имаш, него битно како тоа ти го презентираш во денешно време. И пета точка, односно пета работилница беше како да се биде духовен лидер, презентирана од страна на мене, важноста да бидеме вистински водачи во денешно време. Поде рака е, рековме, 7 поред, тоа е проект кој што не е само за дружење, да се гледаме, да си поминеме многу во време, седмица дена, една недела, него Поде рака е замисли како проект каде што ние создаваме млади водачи од страна на младите, односно идни лидери во нашите цркви. Бидејќи мора да посветиме многу време на нашите млади кои што не се идни, него се сегашност на нашата црква. Да вложуваме во нив и од нив полека да излегуваат водачи кои што ќе покренат разни проекти слични на Поде рака, но во помал можеби обим во своите локални цркви во едниот период. Затоа лидерската позиција, односно раководењето е и tekako важен момент. Она што би сакал да спомнам на крајот е, има тука некои слики од самите работилници. Имавме моменти кога сите ние бевме сместени во студентскиот дом, таму се дружевме. Гледам таа слика.
Таму се дружевме и поминувавме време заедно. Имаше направено од страна на Зоки на идеја покрената, створивме кутија за донации во која што се приложува средства за купување на лубеници, бидејќи он првата вечер купи лубеници и ни покажа како треба да биде пример. И тоа е вистински начин на раководење на нештата и ете полека гледате кој што има лидерски способности тие си применуваат. И се дружевме со лубеница, останувавме до касно, пеевме, разговаравме. И вториот ден повторно се купи, но се створи кутија дека тоа не може да иде до недоглед, него се содаваме фонд од самите нас да се купуваме лубеници за овие денови. И навистина беше убаво поминато време и мислам дека ова е многу подобар момент кога сме сите заедно во студентскиот дом да се дружиме, а не распрснати низ кујките. Последен момент зашто би сакал да збораме кога делевме флаери во средата. Имавме поделено кој од нас би требало да подели колку флаери и јас онака амбициозно понесов дупло повеќе на што требаше и ги делиме флаерите и при крајот на времето одредено за делење реков боже овие ќе ни останат да треба луѓето да дознаат денес е пазарен ден, ако денес не поделиме среда нема кога. И најдов на човек кој имаше некој на семафор, јас искористов таа прилика да му дадам некој флаер. Еден човек застана, погледна со странски таблици и вика, од кај сте вие? И ја онака шокиран, па реков, од цела Македонија не има, што правите? А вика, влези во кола. Сега те викне некој во кола во голем град, малце дискутабилно за каваларци не беше проблем. Легов ја во кола и он ми кажа, ова детенце вика е синче на мој најдобар другар во Прилеп. И он беше изненаден, ја му кажа дека ние сме црква, организираме проектот, млади од цела Македонија и од околните земји. Он толку позитивно се изненади што некој друг, како црква, како народ, прават активност и самиот концерт што ќе биде на групата Весник вечер во 20 часот, всушност е како некој шлак на цел овој настан и собираме средства за тоа детенци. И он вика, те молам, дај ми ги тие покани што ти остана, јас ќе ги подам на моите пријатели. Многу пати ние сме сомничави како ќе биде, што ќе се изведе, али Бог веќе има планот напред. Човекот ги зема за да ги подели самите покани што мене ми преостанаа во тој момент. И кажа дека ќе повика доста пријатели и ја поддржува таа акција и праша уште на која црква тоа го организира. Така што не се грижите, веќе тоа се знае кој прави разлика, кој прави промени. Повикани сме сите да влијаеме на луѓето околу нас, да оставиме позитивен впечаток, позитивен утицај на луѓето околу нас. Нека Бог ни помогне во тоа. Амин. Фала на Бог за сите активности. Меѓутоа имаше уште една активност, а тоа беа здравствените штандови. На тие здравствени штандови беше мерено шекер во крв и притисок. Беа доста посетени и на посетителите им дава книга Патот кон Христа и некои брошури. Беа доста пријатно изненадени што имаат прилика да некој им го измери притисокот или шекерот во крвта. Друго нешто што имавме вчера беше Агапе вечерата. Знаеме дека секоја година на Поде рака се одржува. Фала на Бог и за тоа. Беше супер организирана, имаше убава декорација, јадењето беше доста вкусно. Имавме поучна порака од Иван Поповиќ и после тоа имавме дружење. Сега наред е нашиот доброволен дар, ги повикувам Ненад, Николче и Јаце да ни послужат. Молим. Има после, има. Нема.
Сега наред е песната Еве доаѓам, а во тоа ќе ни помогнат составот од Скопје.
Со сите нас духовна порака ќе сподели пастор Владо Арсов. Скъпи братя и сестри, Мараната! Драги браки и сестри, Мараната! Има нещо кое Исус вели. Одете, научите и кръщавайте. И прашањето е, што представува кръщевањето и важно ли е кръщевањето? Еве што вели самиот Исус. Кој ќе поверува и ќе се кръсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. Тогаш, што вели Библијата за важноста на кръщевањето? Најдобриот пример кој Библијата ни го дава за кръщевањето е примерот на Исуса Христа. Кога тој требаше да биде крстен на во реката Јордан од неговиот братовчет Јован Крстителот, и Јован не сакаше да го крсти, Исус вели: позволи го сега тоа, зашто така ни прилега да исполниме сета правда. И тогаш се поставува прашањето што представува или што е кръштевањето. Ако отвориме Библијата, ќе видиме дека таа ни вели дека тоа е обред во кој вложува многу богата содржина. Прво, кръштевањето е символ на смртта и погребот на стариот човек и воскресение на новиот. Павле за тоа зборува и вели: и така ние се погребавме со него преку кръштевањето во смртта, та како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот, така и ние да одиме во обновен живот. Затоа кога човекот влегува во базенот, во водата, и решава да склучи завет со Бога, тој, кога влегува во водата, ја символизира смртта, погребот, и кога излегува воскресението, кое автоматски би требало да биде нов човек. Второ, простување и бришење на досега извршените гревови. Кога луѓето се питаа што да направат, Петар им вели: покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исуса Христа за простување на гревовите. Трето, облекување со Христовата правда. Затоа Павле зборува и вели: сите што сте се крстили во Христос се облековте. И четврто, присоединување кон црквата. Во Дела апостолски, 2 глава, ни се зборува многу за тоа како голем број на луѓе се присоединувале кон црквата. Еве што вели: и така оние што од срце ги примија неговите зборови се крстија и се присоединија во тој ден околу 3000 души. А подоцна се добавува и вели: фалејќи го Бога, беа умилени кај сите луѓе, а Господ секој ден ја умножуваше црквата со оние што сакаа да се спасат. И тогаш доаѓаме до второто прашање. Има ли услови за крштевање? Треба ли човек да исполни некои услови? Библијата ни зборува за услови при кои човекот може да се крсти. Прво, да поверува со целото си срце во Исуса Христа. Кога Филип и етиопјанинот разговараа за Исуса Христа и одеа по патот, кога дојдоа до вода, етиопјанинот вели: еве вода, што ми пречи да се крстам? А Филип му одговара: ако веруваш од се срце, можеш. И тогаш човекот вели: верувам дека Исус Христос е Син Божи. И Филип го крсти. Второ, да се покаеме за минатите гревови. Во Дела Петар што велеше? Покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исуса Христа за простување на гревовите. Трето, да се одвратиме од гревот, да обрнеме лицето од гревот и да гледаме кон Исуса Христа. Зар не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исуса Христа, во неговата смрт бевме крстени. И така, ние се погревавме со него преку крштевањето во смртта, за да можеме како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот, и ние така да живееме нов живот. И четврто, да
да го доживееме изкуството на новораѓањето. Затоа Павле зборува само следното нешто. И така, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина и ете, се создаде новото. Драги браки и сестри, ние денес имаме чест да бидеме на крштевањето, на склучувањето на завет на Александар и на Бојана. И аз верувам дека нема ништо поубаво кое може човек да направи овде на земјата, а тоа е да склучи завет со Бога. Затоа само едно сакам да кажам. А тоа се зборовите на Соломон. А тоа е се за човекот. Да се бои од Бога и што? И да ги пази неговите заповеди. Амин. Сега ќе продолжиме со песна од групата Весник, а песната се вика Живот Христа предаја.
Наред ни уште една песна, а во тоа ќе не поведе Лора и Владо. Ова песна е на бугарски, заедно со Лора, би сакале да ги поздравиме Александър и Боя. Пастирю Христе на моята душа, където искаш ти, ще те следвам. Вече съм решил да слушам твоя глас, където искаш ти ме води. При зелените треви и при бистрите води, добрият пастир мой е до мен. Щом пред мен е планина или тъмна долина, добрият пастир мой е до мен. Амин. А сега е самиот чин на крштевање, ќе ги замолам проповедниците да ја преземат службата. Драги браќи и сестри, пред самиот чин на крштевање ќе се помолиме на Господа за благослов, затоа да замолувам вие сите да станете, а ние ќе се помолиме. Татко наш кој си горе на небесата, на овој ден на неизмерна радост, сакаме Господи да заблагодариме што овие млади животи, Бојана и Александар, одлучија Господи да го предадат животот на Тебе. Не може да замислиме која е таа голема, неизмерна радост горе на небото. Но Господи, и ние чувствуваме таа радост во себе. Оно што сега те молам, Господи, е за посебен благослов на Бојана и на Александар. Ти посебно, Господи, ги благословиш и да ги водиш, како што си ги водил од себе и понатаму, Господи, води ги благословувај. Оно што посебно те молам, да излееш неизмерни благослови на Светиот Дух врз нив. Помогни да Светиот Дух биде постојан во нивните животи, да од ден на ден, Господи, Светиот Дух во нивните животи го насликува Исусовиот карактер, Исусовиот лик. И тој Исусов лик од ден на ден, Господи, да биде се поведлив и поведлив во нивните животи. Да им храброст, да им вера, да им се оно што е потребно во нивниот духовен живот, да ти бидат верни. Тоа те молиме, Господи, во името на Исуса Христа. Амин. Време се гледат кръщениците. Маца на страна.
молитва во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Беше малък и довагаше на лагерите в България. И за мен е голема чест и привилегия да може днес да го кръста. И аз верувам дека като ще вели Библията дори за един човек, небото се радува и пее. И затова можем само да кажем следното. Драги брате Александър, връз основа на твоята вера, те кръщам в името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Нищо по-убаво, кога млад човек го предаде своят живот на Бога, но Библията вели, кръщеването е нещо, което трябва да биде прифатено от човек и пренесено на човек, за да може цялата земя, която дойде нашият Господ, да биде дел от Неговото семейство и от Неговото царство. Затоа би сакал сега сите они от вас, кои имаат желба да се кръстат, во ова година или во наредната, но може би поради една или друга причина все още не са го вземали това решение, да дойдат тук отнапред, за да може да се помолиме за нив. Зато ако има него желба и сака да сключи завет с Бога, и сака да го предаде своят живот на Бога, сега е моментът да дойде напред, за да може да се помолиме. Сакам да благодаря на Бога за толкова много млади люди и за сите вас, кои излезнаха напред, и това значи дека македонската мисия има доста работа за ова година. Затоа ќе помолам нека да се изправиме и да се помолиме за сите наши приятели, кои излезаха напред. Господи, Татко наш, Ти благодариме за тоа што Ти денес ни подкри на срцата на сите овие наши мили и драги приятели, кои излеза овде напред и кои изразија желба и сакаат да се крстат и да склучат завет со Тебе, Господи. Те молиме пред се да ги благословиш, да им дадеш сила, да може потpuno да го предадат својот живот во Твои раце
и кога ќе дојде времето за крштение, за да може да го дадат и своето тело, и своята душа, и својот дух во служба и во дело на Тебе. Те молиме, благослови ги и помагај им да може од овој миг, па до второто Христово доаѓање, да бидат Твои ученици кои ќе го носат Евангелието, радосната вест и ќе помогнат и на други кои да можат да го предадат своето срце на Бога и да склучат завет. Тоа молиме во името на Исуса и Светиот Дух. Амин. Амин. Може да седнете. А сега ќе продолжиме со песна број 111. Песна број 111. Да, ќе пееме седејќи. Неколку песни. песна број 240. Песна број 240. Dej Bože
песна е Со мирот Господин. Песна број 283. 283. песна од групата Весник. Пред да чуеме песната, јас сакам да прочитам еден стих кој што е многу познат, од една позната глава во Библијата, Лука 15 глава. Вие се сеќавате во таа книга, во таа глава од Евангелието според Лука, се зборува за изгубената овца, за изгубената драхма, за изгубениот син и како го наоѓаат патот до Господа. Има еден стих кој е преубав и вели вака, тоа е 7 стих, ви велам, така ќе биде на небото поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведници кои немаат потреба од каење. На основа на овој стих можеме само да замислиме каква е таа огромна радост горе на небото.
Ова е момент на вистина на голема радост. На небото, цело небо се радува, а верувам дека и нашите срца се радосни. Во тој контекст ќе чуеме и песната што ќе биде одвесна. Повелете. Moje srce je radosno, kako da ja ne pevam. Isus mene je spasio, kako da ja ne pevam, kako da ja ne pevam. Ako me snađu oluje, ja znam da ne uspenem, iako tamo spuširi se, pesma u srcu popličem, čujem da ja nego miran glas, nemoj se, ja se posledem, mir meni daje u duši spas, i spas se moje srce je radosno, tako da ja ne pevam. Isus mene je spasio, tako da ja ne pevam, tako da ja ne pevam. Ako me snađu oluje, ja znam da ne uspenem, iako tamo spuširi se, pesma u srcu popličem, čujem da ja nego miran glas, nemoj se, ja sam posledem, mir meni daje u duši spas, i spas. Moje srce je radosno, kako da ja ne pevam. Isus mene je spasio, kako da ja ne pevam, kako da ja ne pevam. Bog je moj spas, za njega ja se držim. Bog je moj spas, ja radosno mu pevam. Bog je moj spas, Isus je moj zakon. Bog je moj spas, moj spas. Moje srce je radosno, kako da ja ne pevam. Isus mene je spasio, kako da ja ne pevam. Moje srce je radosno, kako da radosno ne pevam ja. Isus mene je spasio, kako da ja ne pevam, kako da ja ne pevam, kako da ja ne Ја верувам дека сме сите радосни, али поголема радост никој од нас не чувствува како што чувствува Бојана и Александар. Бојана и Александар ги знам. Александар го знам уште од како бебе. Тони и Марија се сигурно сеќаваат. Бе во нивниот стан еднаш. Не знам која година беше тоа. Он беше бебе и после тоа како растеше, 4 години бев во пастор во нивната црква и ми има оставено впечаток на едно добро душно дете. Дете кое што стварно има чисто срце, чист карактер, кој што го сака Бога од цело срце и навистина ми е драго што денеска тој едноставно се одлучи да му го предаде животот на Бога. И мислам и верувам и ќе се молиме во тој правец да биде навистина еден посебен службеник, работник за Господа. И се надам дека тоа ќе биде во најскоро време. Александар, навистина ти честитам и многу ми е драго за тебе. Бојана не ја знам од бебе. 2009 година, 2010, не знам, така некако беше, ја запознав, она беше не знам колку години, али мала. И за овие 10 години имавме прилика, нели, така не да ја запознам малку повеќе. Она што можам да кажам за неа дека навистина од цело срце го сака Бог, има чиста вера. И
една посебна карактеристика кај неа е тоа што она што го има, го чувствува за Бога, таа голема радост, таа голема љубов кон Бога, не може едноставно да држи во себе. Значи, на пријателки, на другарки, па дури и на час по не знам кој предмет, значи едноставно сведочела за Бога. И верувам дека, како? Етика, ќе биде еден посебен поборник за вистината и за Бога. Еве, Вача може едноставно да им честита, да каже нешто. И јас Бојана ја знам од една година, од лане од поде рака. Не се знаеме од многу. Од пред една година. Но и на мене така ми остави добар впечаток. Со Аци се познаваме од мал, тогава беше мал и нежен по лагерите и се бегаше од комарите, сега веќе е пораснал и е голем. И можам само едно, оно што го бев кажал на крајот од проповета за крштевањето, каде што Соломон сака да каже дека за човекот остануваат стварно тие работи. И тоа е, кај што тој вели, а што останува за човекот? Да се бои од Бога и да ги пази неговите заповеди. Во животот ќе најдете многу предизвици, многу проблеми, но и многу радости. Важно е да не заборавите дека вие сте Божи деца и дека Бог е ваш Отец, ваш татко. И што е да се случи во вашиот живот? Вие имате едно големо семејство, браќи и сестри, кои секогаш ќе бидат до вас, а најмногу и вашиот татко, Исуса Христа. Затоа би сакал на крај да ви честитам и да ви посакам добро дојдовте во христијанска адвентистичка црква. Иначе Бојана ќе биде член на црквата во Вера, црквата Вера во Скопје, Александар црквата Струмица и таму на едно посебно богослужение тие ќе добијат сведителство и ќе бидат примени во нивните цркви. Ја верувам дека вие имате сите желба да им честитате, тоа ќе го направиме нели за време на пауза. Сега ќе го повикам пастор Раде, бидејќи е пастор на црквата Вера и родителите да им честитат, а сите вие можете покасно кога ќе имаме на пауза. Добро, значи ќе има пауза, така? Така да за време на пауза Бојана и Александар ќе бидат тука пред врата, па ќе може да им честитате. Со ова завршуваме, така? Две информации. Океј. Бидејќи завршува тука службата од првиот дел, јас ќе ве замолам сите да станете да се помолиме. Ќе имаме информации, ќе има кратка пауза. Татко наш кој си горе на небесата, ти благодариме Господи за ова прекрасна сабота, но исто така и за овие прекрасни денови на поде рака. Фала ти Господи што до овој час беше твојата рака над сите нас. Фала ти за сите убави искуства, а посебно Господи за ово искуство што Александар и Бојана ти го предада животот на тебе.
Те молам уште еднаш за Твој благослов и за Твоја воство во нивниот живот, да бидат навистина Твои верни слуги, кои што ќе се борат за вистината и за Тебе на оваа земја. И еден ден, Господи, заедно со своите семејства да се најдат и со сите нас во небесното царство. Да Те молиме во Христово име. Амин. Амин.